Михаела Аџиоска, Филолошки факултет, 3-та година. Правен факултет, 1-ва година. Ќе го тргнам абажурот од ламбата и ќе дозволам да ве заслепи празнотијата што ги исполнила улиците во моето село. Ќе дозволам да ве оглови тишината која почива онаму, каде диктаторот наречен Скопје ги опустоши и последните надежи за подобро утре. Денес сите патишта водат кон Скопје, но некако во Рим од величие, туку од нужда. Ова е вистината пред која замижуваме, бидејќи не сакаме нашиот дом да се навалка ни со малку кал. Полињата, некогаш полни со живот, сега лежат празни, бидејќи рацете што ги обработуваа, тивко исчезнаа во потрага по соништа, што повеќе не можат да се негуваат дома. Кујтите, некогаш олицетворение на семејна топлина, сега се стари, распаднати ѕидови кои молчат пред можностите што никогаш не стигнаа до нивните врати. Но не се само селата жртви на оваа катаклизма, туку и малите градови. Тивко исчезнуваат, како вода што се цеди низ испукана земја. Таму каде што некогаш виореше живот, сега улиците одзвонуваат од чекори што си одат, а ретко кој се враќа. Индустриализацијата ја убива душата на нашите локални производители, а економијата, која треба да биде срце на целата земја, се врти единствено околу главниот град. Политичките структури во Скопје, како сурови господари, ни наметнуваат правила што не ги земаат предвид уникатните потреби и страдања на секој регион. Заборавивме дека нашите села и малите градови дишат и живеат, но тивко умираат во сенка на капиталот. Културни настани ги нема. Децата ни се лишени од можноста да искусат било каква форма на уметност. Личи ли ова на живот што го заслужуваме? Селото го оставивме, мислејќи дека не ничини. Сега сме во градот, каде улиците се поплочени, но чекорите потешки. Таму патеките беа од земја, но од нив никој не скршнуваше. Овде светлата никогаш не се гасат, но сепак некои улици остануваат мрачни. Во селото утрата започнуваа со звукот на петлите, овде со аларми што не знаат за трето одложување. Таму прозорците ги остававме отворени, овде вратите ги заклучуваме 2 пати. Се преселивме за да имаме повеќе, но календарите и понатаму ги вртиме, деновите и понатаму ги броиме. Единствено што навистина се смени е тоа што сега времето не работи за нас, туку ние за него. Можности велат. Можности за добра работа, можности за образование, можности за да отидеш во театар. Дали навистина ги наоѓаме можностите по кои што тргнавме? Или само се губиме во еден бескрајен лавиринт од работни часови и бетонски ѕидови? Се бутаме, се туткаме, како сардини, барајќи нешто, ама не знаеме што. Барајќи нешто, добивајќи друго, сонувајќи за трето. А додека селата се сушат, Скопје пак се гуши од пренаселеност. Местото што беше дом за толку многу генерации што пораснале тука, веќе не можат да го препознаат. Од некогашната топлина го претворивме во бојно поле во битката за 30 квадратен стан во кој си дишеш во врат со комшијата. Затоа луѓето си одат и од Скопје. Бегаме од хаосот што сами го создадовме. Каков апсурд! Па затоа ќе ви кажам по прилепски. Ако е вака, од татковата кујча ми останува само уште како невеста да излезам, да си заминам, да оставам се, зашто немам за што да се вратам. Ќе останеме само прашина разлетана по улиците, кои некогаш беа наши, а сега се веќе празни. Да ја прекинеме централизацијава, подобретенија инфраструктурата во малите места. Нека ни профункционираат институциите и да вложуваме во рурален туризам, па да ни живне цела наша убава земја.
заедно да ја воздигнеме Македонија во земја на хармонија и просперитет, во која секој ќе посака да живее.